неустрашливиот, откачениот и храбриот, секогаш расположен за стендап. Сашо Дасевски! Добро вечер на сите. Изгледа вие што сте дојдени тука, дојдени сте да се насмеете убаво. Оние што се дома изгледа останале за ебање, не е битно. Видовте ли што се случува, бе? Бе, овие у парламентов пратениците, поише се дрогираат од Еми Вајнхаус, кој беше најтешко. У најтешка фаза која беше. Бе, треба у тоа собрание подитно да влезе лекарски тим, да направи систематски, да направи тест на лесни и тешки дроги, за да видиме зашо ни е дрогирана држава. Па на тој Павле, Ариело 3 кила пред нос да му ставиш, ќе го усмука, бе. Се правда. Се правда. Не знае дека кој призна, онаа половина му се прашта. Ако подели со сиромаси, другото тоа пола ќе му се опрости. Сакам да расчистиме нешто на сам старт. Кој ми го спомне, ако некој ми го спомне Васко Ефтов, одма си идам. Не, стварно. Мислам, од мечка не се плашам толку колку од Васко Ефтов. Иначе, овие сега што се на власт ме ставија директор. 14 месеци бев директор. Да знаете, многу е тешко кога си директор. Ептен е тешко, али уште потешко е кога не си. Затоа сега, кога веќе не сум директор, решив да му се вратам на стендапот. Ако јадам гумна, бара да ме плаќаат. Затоа, што вика премиерот Заев, добро учучулете ги ушите, оти ова ќе биде многу интересно. Пред 2 месеци бев во Лондон, онака туристички. Бе, само што следав на тој лондонскиот аеродром, одма им паднав сомнителен, нели као бивши директор. Ајде, право у тој притворот на аеродромот. Чекајте, бе, викам, луѓе, зошто, јас сум дојден тука на шетање, зошто притвор? Чути, копил не јади гомна, притворот е сега многу модерен, тоа од вас го научивме. И викаат тие тоа. Ме бапна у еден голубарник 2 на 2. Бе, само што седнав, кога? Дага! Влага една джиш згодна плавуша униформа. Нога 2 метра. Цицки навака као дини. Тоа гзот ремек дел овака ко оди со него ореви каши. Вика, хај, јас сум Бритни, кастом офисер, ти мора да си емигрант, затоа немој да ме лажеш, кажи шо нааму. Па викам, Бритни, цуцо, сега ти ќе можеш слободно да го издудлаш, да го изгуглаш, сето она што ќе ти го кажам, зашто се е вистина. И ко сум почнал, се викам така и така. Доаѓам од Северна Македонија. Викам, знаеш ти кај е Северна Македонија? Да, бе, вика, знам, тој е оној големиот паркинг меѓу Србија и Грција. До него од јужната страна се доаѓа низ еден тунел, у тунелот едни играат чочек. И лепат пари. Не на колите, на музиката. Бритни, викам, не си се заебала. Така викам, беше, викам, кога бевме Република Македонија, сега кога станавме Северна Македонија, Бритни. Како некоја магија да се случи, слушај, по мене се гледа. Иако бев обичен македонец, бев црн, низокружен со криви нозе, кога станав северен, видете ме сега, висок, згоден, плав, и доле сум пораснал. Бабачко, од тука за колено си го врзувам со сиџимче. Родената жена дома не може да ме препознае. Знаете, и нон-стоп сум укочен тука доле, од тоа ладното. И сите ние у Северна Македонија, од кога станавме северна, на сите ни смрзна јајцата, или јајниците, зависи кој шо има. Од каде, бе, ние луѓе Северна Македонија, бе? Кога кај нас имате 300 сончеви денови во годината. Јајде, де. Па кај нас можеш 6 месеци да пржиш јајца на хауба на голф кец. Па кај нас полесно ќе фатиш сунчаница отколку трипер у Бугарија. Овде, колите не ги даваат рентакар, туку рернакар.
Гледам ја ќе биде проблем, ова сонцево што ни е на знамето. Не иде бе, многу е глупо бе. Северна Македонија со сонце на знамето. Тоа е исто као на реклама за Палма де Мајорка да ставиш пингвини. Па ако го прашаат странец прашање за $1.000.000, што има бе Северна Македонија на знамето? Гарант ќе рече Снешко. Па нема да му падне на крај на памет она северна дека имаме ние сонце на знамето. Нема шанси да му текне. А ова сонцево, исто и ова химнава бе. Леле, химнава луѓе. Денес над Македонија се раѓа. Која бе Македонија бе? Ние сме Северна Македонија. Башка бе, што значи она над Македонија се раѓа? Што се раѓа бе? Сте виделе вие некој да се раѓа? На телевизија гледаме. Секој ден некој од нешто умира. Кој од сипаници, кој од грип, кој од лекарска грешка, кој загинал у беззначајна престрелка со 15 ранети, кој исчезнал, кого го киднапирале, кој се джитнал од тераса, кој се самоубил со 10 куршуми во глава. Сонцево надвор не да пече, у пичку матерну пече. Абе, кошмаре за ова емигранти бе. Они, пошто патуваат лето, кое лето ќе дојат до наша граница и ќе прашаат, абе, кај сме джанам? И овој нашиот джандар ќе им каже, не сте джанам, сега сте дженем. Северна Македонија. Лалеј, сиромашки бе, кој ќе чуја тоа Северна. Абе, ќе се израдуваат, зашто тоа одма ги асоцира на Норвешка, Данска, Шведска. И одма ќе се растрчаат туку во околина за да најдат некои швеѓанки за силуење. Пошто они кои одат пешки низ Турција, нив ги силуваат. И сега малце да сменат. Арно, ама швеѓанки, жбрц? Нема. И разочарани ќе квакнат на тоа сонцето, тука 50 степени у сенка. Овие джандариве наши ќе ги држат така 2 недели, овие ќе се печат на сонцето, ќе се унервозат и после джандариве наши така нервозни ги праќаат Франција и Германија. Па после таму се креваат у воздух со бомби, па нормално дека се креваат. Никој од нив не сака да се врати па кај нас на допечуење на тоа сонцето. Абе, како ни го бапна името, ко да бапнеш банана у Шопски и да мавнеш 2-3 жъти. Ке те искине пролив. Абе, отко станавме Северна, бе, за словенци не ескими станавме, бе. Од каде ние Северна? Сам подобро да си бевме може Горна. И онака ја у принципот секојаш сум сакал да бидам од горе. Вака Северна, секојаш имам чувство дека гзов кој да ми е на промаја. Why is that? Ме прашуе Бритни. Зашто ви го бапна тоа бананата? Бритни, сега ќе ти кажам зашто. Затоа што пред да го смениме името, со старото име имавме заебана историја. А сега по ова новово имаме и зебана историја. Бритни, ние од секојаш не сме биле Северна Македонија. Нашето девојачко име беше Република Македонија. Ама многу сакавме да се омажиме со оној Северноатланскиот сојуз и затоа решивме да го земеме неговото презиме Норд. Со многу зорд сме станале Норд. И затоа сега не сме мажени за еден, туку за 29 души. Абе, као секта сме. Уствари, сега сме 30-та невеста во харемот на шеикот НАТО. Затоа денеска во Македонија, во Северна Македонија се живее како во харем. Знаеш дека ќе те ебат, али не знаеш кога. Белки, кој ќе играме вовче, нема ние секојаш да бидеме локомотивата. Чув! I don't understand, ми вика Бритни и ме гледа као теле. Зошто ви го сменја името? За кој мој? Викам Бритни, сега ќе ти кажам. Идеме поред. Викам Бритни, прво, една мала група педери од Европската Унија не нарече Фиром, the former Yugoslav Republic of Macedonia. Затоа што тоа име многу ги подсеќаше на Југославија, државата на која јеба мамата, и исто ги подсеќаше на Македонија, државата на која допрва требаше да јебат мамата. Арно, ама за Белја тогаш се појавија Бритни американците. А они кои ќе се појават, одма сакаат да ти воведат демократија. А американците каде што воведуваат демократија, таму одма избива нафта. Али они сватија дека ние немаме нафта, туку дека пиеме нафта. Ги заебавме, жбрц,
И така они на курчени си викаат, онака немаат нафта, дај бар да им ја напикаме демократијава. И фатија тука да не пердашат без кондом. Али онака за полесно да ни влезе демократијата. И ние од толку пердашење свативме дека не сме повеќе фајрон, него дека сме фајрон. Така станавме Северна Македонија. Сестра близначка на Северна Кореја. Имаме многу заеднички нешта со Северна Кореја. Еве, да кажеме, и таму пеше збудали исто како кај нас направија држава. Главен град на Северна Кореја е Пјонгјанг. Нашиот може да окрстиме Скопјанг, зашто исто као кореанциве сакаме од стиропор да го градиме. Следна сличност. Северна Кореја не е во Европска унија. Они не се и ние не сме. Они не се зашто Европската унија им била многу далеку, нас ни е блиску, али не примаат. И сега подобро е Европска унија да ти е далеку да не те примат, отколку да ти е блиску да не те примат. Друга сличност, Северна Кореја има нуклеарна бомба. Вие ќе кажете, жбрц, ние немаме нуклеарна бомба. Да, али затоа ние сме нуклеарно глупи. Друга сличност, Северна Кореја на главниот град на плоштад има споменик од Ким Ил Сунг. Ние имаме од Александар, уметничко име војнот на конј. Овие предходниве што го направија и што го поставија какви визионери беа кој да знаеа дека ќе сменим име у Северна и го наместија на север да гледа маме му ебам. Абе шо мајка бара на север да гледа? Овој барем у Северна Кореја гледа према Јапан. Али, затоа на нашиот конј на Букефал му се дигнати вака предните нозе. Да видиме за кој кур пари сме дале. Да, имаме многу сличности со Северна Кореја, ама затоа од останатиот нормален свет многу се разликуваме. Тоа се гледа по медиумските вести како ги уредуваат. Еве ви главна вест во нормалниот свет. Елон Маск пратил Тесла автомобил во Вселената. Главна вест во Северна Македонија. Вчера, во центарот на Скопје, на булеварот Теодоси Гологанов, пцоесал конј влечејќи приколка. Сообраќајот е затворен во двата правци веќе неколку часа. Колоната се протега од Карпош 4 до Драчево и понатаму. Конјот пцојсал од топлотен удар, зашто бурдуш од шутка немал резервен конј за да го замени. Од каде бе топлотен удар у Северна Македонија бе? Па уште конј да пцојса од топлотен удар. Али, веста вака иде понатаму. Во врска со случајот, пратеникот Амди Байрам вети дека доколку граѓаните на Шутка го гласаат доживотно, за секоја фамилија ќе обезбеди субвенција зимски и летен конј. За вакви настани во иднина да не се повторуваат. Исто така, пратеникот се обврзува дека за секое семејство ќе обезбеди 2 литри гратис Кока-кола да не му падне шеќерот на конјот. Втора вест во нормалниот свет. Во столичен е се вселенскиот патриарх. Втора вест во Северна Македонија. Вчера 53 годишник со иницијали ПП од Штип силувал поп. Не е смешно бе. Ало! Силувал, зошто бе силувал поп? Се поставува едно големо зошто и едно големо како? Зошто го силувал Попов? На кого му е Попов секси? И кога му станал секси? На погреб доека го слушал како пее вечна ја памјат и баш тогаш си рекол, гле да ти ебам Попов колку е секси, ем глас, ем стас, мора да го опнам. И како успел да го силу? Абе како успел да го соблече бе? Па полесно ќе соблечеш и ќе силуваш космонаут на НАСА отколку православен поп. А може и не морал да го соблекува, може само му наредил попе соблакај се, сега има да те прекрстам. Али веста вака продолжува понатаму. Од доверливи извори дознаваме дека силувањето се случило во джип марка Audi K7, црн джип со штипски регистарски таблички, затемнети стакла, кожни седишта, грејачи под седиштата, ABS кочници, во сопственост на силуваното лице.
Насилувачот му се заканува казна затвор во траење од 10 години за силувањето на попот. Ако беше педофил, ќе го осуде 1 година условно и чао пријатно. Али, бидејќи силувал поп, тоа по нашиот кривичен законник се води како секс од верска нетрпеливост со терористички елементи. И следи тука драконска казна. Трета вест у нормалниот свет. Швајцарските научници ги обучиле, ги издресирале кучињата да праќаат сигнали од мобилни телефони кога има затрпани од лавини. Следна вест во Северна Македонија. Вчера, во близина на гробиштата Бутел забележано е куче марка Пекинезер како влече човечка нога со устата. Гомце од 30 сантима кинеско куче влечело човечка нога од 1 метар по цела улица. Али вака веста продолжува. Кучето е фатено, а ногата е дадена на анализа. Валја требало обратно. Кучево да го дадете на анализа. И што на мајка му ќе анализирате на ногава, да не дознаете случајно чие е. Па пола Скопје лежи у тоа Бутел. Али, замисли, онака си умрел и кучево ти однесе ногата. И ти сега мора со една нога кај Свети Петар. Добар ден, Свети Петре. Добар ден, чедо. Свети Петре, може да влезам? Чедо, а кај ти е ногата? А, ногата ми ја украде едно куче. Ти ја украде кој? Куче бе, куче, Пекинезер, она кинеско но гомно со коси очи и боксерски нос. Аха. А, чедо, да те прашам, тебе те закопаа по сите прописи со 2 тони земја одозгора? А? Велам, чедо, дали те закопаа по сите прописи со 2 тони земја одозгора? Бе, побе така ме закопа. Па што куче е тоа, бе? Рудар? И како ти однесе ногата? И тебе тука ти прекипуј ми кажеш, слушај, Свети Петре, иди ти у 3 лепе пичке матрине. Значи у Северна Македонија не се знае кој пие, се знае кој плаќа, али не се знае кој пие. Значи ја немам појма кој ми ја однесе ногата. Затоа ако ме пушташ, пуште ме, ако не кидам кај оној со роговите. Добро бе, чедо, како да те пуштам со една? Па и Тито го пушти со една. Немој да ми го чепкаш, Тито. Немој да ми го чепкаш. Сите вие го веда да се соберете на Тито, ни за средната нога не можете да му се фатите. Добро бе, викам, попе, у реду е, дај, викам, само пушти ме сега внатре, а овие у Северна Македонија шом направат анализа на ногата, ќе ти ја пратат по AliExpress, ќе ти стигне за 2 недели. Добро бе, чедо, влагај, само да знаеш, овде нема фри шипинг, овде све се плаќа порано или покасно. Иначе сега во Македонија, во Северна Македонија, многу е во мода фондот за иновации. Многу е во мода. Значи, тоа знаете што имате фирма, измислите пример стап за слепи, али стапов содржи во себе аларм за семафори, мобилен, GPS, интернет и 300 други чуда. И сега, фондот ви дава пари за да го доразвиете производот и да го пласирате на пазарот. Така иде тоа во нормалниот свет. Али вака е кај нас. Фирма добила 145.000 евра затоа што измислила печатница. Чекај, нели печатницата ја измисли оној Шваба на Гутенберг пред 500 години? Да, господине, ја измисли, ама ние па ја измисливме. Зошто, бе? Знаете, господине, таа печатница е застарен модел, не може да печати вести од типот конј пцојсало топлотен удар или 53 годишник силувал поп. Викам, сега контам. Значи, вашева иновација може да печати и најглупа вест. Викам, сега знам зашо ви фукнале толку пари. Втор случај, друга фирма добива 45.000 евра зашто измислила тавче за гравче. Пази, само тавче измислила. Да измислила и гравче уше 50.000 ќе им фукнеле. А тоа што ние 500 години јадеме гравче во тавче, кој не е, бе, така? Ама, господине, немојте така, па. Ова тавче, знаете, има цветчиња со еколошки бои. Ало, преваранти, па и ние сме јадели у тавчиња со цветчиња у разни бои. Да, господине, знаете, овие бои не се отровни. Па и порано сме јадели у тавчиња со неотровни бои. Па да беа отровни, уопште немаше да креваме линтенско востание. Само ќе им сваревме на турците у тоа тавчето со отровни бои, сите ќе испоцрка. Знаете, господине, не разбирате, ама ова се кинески бои, врвни. Врвни, али кинески. Тек сега викам, кој ќе јадеме, ќе халуцинираме. Не цветои, змаеви има да ни летаат пред очи.
Второ, нешто што е сега највише пари што се доделуваат, субвенции за секс. Ова, хомосексуалциве, меѓу народот познати као педери, лапнаа многу пари од таа субвенција. Затоа што им откажал главниот спонзор Брилијант. И више ништо не им идело као подмачкано. И се жалеле као вие на влада, овие дека се многу слаби кон хомосексуалциве. Одма паника кренале. Дај да се фукнат 200.000 евра, да се купат лубриканти. Не смее да чкрипи. Мора да шлапка и да лизга као локум. Баш кај тие добри лубрикантите против хемороиди немаш тегоби никакви. Па така си дебе луѓе у Европа, не да се мачкаат уште ко пеливани со зејтин. Али да ви кажам, у Македонија не се сите педери. Не има и мужи. 10%. Иначе, она што е најново, сега баш ова ќе го изгласаат, готово е субвенција за сунет. Идеш ти до сецнат патлакот и оп, државата ти дава пари. Само, прво мора да идеш тамо да пополниш некои формулари, да се најдат у работа овие што се нови 28.000 примени во администрација. Значи идеш на шалтер и ова ти ка, добар ден господине, повелете. Добар ден, јас сум дошол да земам субвенција за синот. Добре господине, како се вика синот? Муса. А презиме? Муса Курати. А ме заебавате. Јок бе море, јас сум Агим Курати. Аха, а вие мора да сте од Куратица. Јок бе море од Карпош 4. 9 спрат кај Сити Моль, 2 тераси, панорама. Аха, добре господине, а колку има малиот? 26. Шо бе 26? 26 сантиметри. Или по-нашки кажано 2,5 педи. Аха, на вашиот мал му е 20, на малиот ваш му е 26 сантиметри. Па колку години има? 180. Што бе 180? 180 месеци бе? Ме заебаваш. Јок бе море ваков да му се прави ако те лажам. Значи, вие, вашиот мал има 15 години и вие дури сега му правите сунет. Па нормално бе кад не дава да му го пипам. А шо вие чекавте да направи 15 години, па сега ќе му го пипате? Па ја не, госпожа, он сам сака да ga сече да лапа субвенција сам. Вика, баба, ја доле имам вишак, а овој државата дава пари. Шо го ебам, че го сечам. Следечи месец искача нов iPhone, тија парите од сунетот купим iPhone, жбрцу джеб. Тоа е тоа, новите генерации, патлакот за iPhone. Али, што се однесува до големината на патлакот, ние, мужите, сме страшно суетни. Знаете до каде оди таа суета? Седиш пред сендвичара надвор. Луѓе пуно. Си го чекаш тостот што си го нарачал. И кога ја слушаш онаа вработената од внатре како се дере ко ненормална. Кој имаше мал? И како бе да станеш сега? Или ти звони мобилен, ти се јавува непознат женски глас. Кај си бе, курто? А ти мора да ја кажеш, извинете, али имате грешка. Затоа ние мужите пред секс многу потешко се опуштаме од жените. А жените вие супер, сите сте исти горе-доле, нели? Немате проблем. Одма онака за 2 минути ќе се возбудите и одма имаш. Го сакам во мене, дај ми го цел. Кај мори да ти го дам цел, мене у моментов ни четвртинка не ми е ти го бараш цел. И како мислиш тоа, дај ми го цел, па не сме ние муживе на дугме? Ние мужите имаме прашања што не мачат пред секој секс. Например, дали ми е доволно голем за неа? Па шо ако се работела со поголемов од мојов, сигурно ќе ми глуми оргазам. Па вас гарант имала поише од 100 мужи, на мене ли ќе се сеќава? Се е до сеќавањето, а ние мужите сакаме да се сеќаваат по-добро на нас кога онадиме. И затоа не може од него по ревра, дај ми го. Ме плашиш. Одма и да му минус. Мора малку да ме опуштиш. Мора малку да го бабуеш. Да му збориш ко на цвеќе, за да порасне поголем, да го пофалиш.
Каков бабачко си бил ти доле. Па ја у мојов живот покрупено твојов неам видено. Види колку ти е дебел Джоана Конда. Така треба со мужите. Малце да ги опуштите од оние вечни прашања што ги мачат. Али, кога ги фалите, немојте ни подразно да им кажете убав ти е. Или, не дај Боже, таман ти е. Таман ти е. Па ако му кажете таман ти е, ќе му падне ко Берлин 45 и ќе се джитне од тераса. Муж кој ќе чуе од жена таман ти е, одма паѓа у длабок очај. И одма ќе собере 2 и 2 и знае дека со 4 сантиметри не само што не е конкурентен, туку со тој кур не е ни солвентен. Затоа, вие жените морате тактички да пристапите на мужите пред секој сношај. Особено ако имаат развиен бизнис добар или ако имаат 2 докторати, Ково и Рашковски. Они не можат одма. Пази, тоа се мужи што сакаат многу вака да се джилитаат, да се фалат пред народ, какви ебачи се, како евеле, шо евеле, како пиштеле од нив жените ко црв у дрво. Многу сакаат да се фалат. Али, таков муж, кој ќе дое сам у соба, со некоја згодна и карактерно силна жена, одма му паѓа тоа шеќерот. Ни виагра, ни златни метак, ни афричка шлива, ништо не помага.